Раде Трајковски Штекли, кој преживеа 3 обиди за убиство, не успеа да се спаси од лисици на рацете. Полицијата ја растори 14 члената криминална дружина на Штекли, која се сомничи дека соработувала во бизнисот со дрога со прочоената Беланоца, која беше разбиена пред 1 месец. Но не само соработниците, Трајковски со себе повлече и полициски началник кој одработувал за криминалното скопско подземје. Неофицијално станува збор за Горан Ангелов, познат под прекарот Бапчо, кој раководел со секторот за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи. Цела ноќ полицајците во соработка со обвинителството за организиран криминал претресуваа вкупно 20 локации во Скопје и една во Гевгелија, каде Штекли бил уапсен. Според наши информации станува збор за познат хотел, казино во близина на граничниот премин Богородица. Од сите претреси неофицијално се запленети 325.000 денари, 3.995 евра, 4 возила, 12 мобилни телефони и еден пиштол калибар 9 мм. Меѓу пронајдените од земените предмети се и повеќе поголеми и помали пакувања со непозната прашкаста материја, зашто исто така ќе се вршат дополнителни вештачења за видот и количината на истата. Еден пиштол марка Зораки 9 мм и 22 куршуми, семки од растение, растителна материја со зелена боја, 5 дигитални ваги, неутврдена количина на бела прашкаста материја, пластична мешалка, метална лажичка за дозирање, фолија за пакување, 2 дробилки, еден видеорекордер, едно USB и друго, од кој дел ќе бидат предмет на вештачење. Според информации на Алфа, криминалната група подолг временски период се бавела со улична продажба на дрога, а сето тоа го организирал првоосомничениот Штекли како глава на криминалната банда. Инаку полицискиот службеник Ангелов не бил уапсен, но му бил одземен мобилниот телефон за вештачење, но засега нема потврда за ова. Името на Ангелов Бапчо не е прв пат да се споменува во јавноста и да се носи во корелација со заштитување на криминогени структури кои треба да ги гони. Изминатата година на социјалните мрежи беше поделувана фотографија чија автентичност не се потврди, а на неа беше Ангелов Бапчо и шефот на наркокланот од Грчац Шевал Муареми. Сомневањата се дека бандата на Штекли била во блиска корелација со картелот Беланоца, бандата од Арачиново, која минатиот месец беше сузбиена од полицијата. Тогаш син на поранешен функционер во МВР им дојави на криминалците да бегаат, но се спаси само еден. Штекли беше скоро непознат за јавноста се до 2023 година, кога во него 2 пати беше пукано во трговскиот центар Изгейт Мол. Тогаш протекоа информации дека пукањето кон него е поврзано со дрога и борбата на наркоклановите за скопскиот пазар, зашто изминатиот период имаше повеќе акции. Последно кон домот на Трајковски беше фрлена бомба, но тој не беше повреден. Во текот на денот се очекува МВР да поднесе кривична пријава за 14 лица до обвинителството, а уапсените дел по дел се спроведуваат во Скопскиот кривичен суд на расплет пред судија на претходна постапка. За сите осомничени, обвинителството се очекува да побара притвор со оглед на кривичните дела за кои се сомничат.